дека балканската бегалска рута е конечно и за секогаш затворена, се потврди. Ова е еден од заклучоците на состанокот кој денеска се одржа тука во Виена, како што кажа ти, учествува премиерите на државите од балканските земји, меѓутоа и представници на Европската унија, меѓутоа и Ангела Меркел како земја која има значајна улога во цела ова мигратска криза. Како што кажав, сите се сложија дека балканската бегалска рута која поминуваше низ Македонија веќе е затворена, но тоа така ќе остане и за секогаш. Секако ова е позитивна вест за нас. Значајна поента од овој состанок исто така дека повторно се афирмира договорот помеѓу Европската унија и Турција. Договорот со кој што милиони мигранти се задржаа на турска територија и не им беше дозволен патот натаму кон Европа. Тоа беше обврската на Турција, а обврската на Европа меѓу другите работи е да направи визна либерализација за граѓаните на Турција. Тоа повторно се афирмираше така што за очекување дека турските граѓани набрзо ќе можат без визи да патуваат во Европа. Исто така лидерите на земјите се сложија дека мора да има реципроцитет во распределбата на мигрантите и барателите на азил кои веќе се наоѓаат на европско тло. Дознаваме дека на средбата лидерите не биле едногласни во своите размислувања како понатаму треба да се реша овој проблем. Имајќи го предвид тврдиот став на унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој не сака да прими мигранти на своја територија. Сите зборува и за најавениот нов мигрантски бран, но овој пат не од Сирија директ, тој би требало да дојде од северноафричките земји. На средбата имало предлог да се направи договор со дел од овие земји, претпоставувам тука се работи за Египет, Либија и Судан. Договор сличен како тој што го има Европската унија со Турција, меѓутоа овој пат овие северноафрички земји нема да добијат визна либерализација, меѓутоа ќе добијат големи финансиски средства од Европската унија за да можат да ги задржат овие потенцијални мигранти на нивна територија. Македонската делегација исто така активно учествуваше на овој состанок. Пред околу половина час, околу 45 минути, премиерот Емил Димитриев даде изјава ексклузивно на телевизија Нова, во кој што ги кажа ставовите кои ги имала македонската делегација на овој самит. Исто така кажа дека тој конечно побарал финансиска помош и за земјата, бидејќи како што кажа Македонија ни крива, ни должна се најде во средина на оваа голема мигрантска криза, а трошоците за да се справи со големиот број мигранти, односно да ги спречи да не продолжат понатаму кон Северна Европа, финансиските трошоци ги плаќа Македонија. Ако е спремна изјавата сега од Емил Димитриев, предлагам да ја погледнеме. Имаше многу дискусии во однос на главната тема, тоа е справување со мигрантската криза долж балканската рута. Сите земји и партиципиенти на денешниот самит ги искажа своите позиции. Република Македонија, тоа го кажавме јасно и на самитот, очекуваме да има јасен и прецизен договор од самите членки на Европската унија. Ние тој договор и тие политики ќе ги примениме, бидејќи аспирираме за полноправно членство во Европската унија. Исто така реафирмиравме се што имаме досега направено на планот со справување со мигрантската криза, нешто кое што беше пофалено од земјите присутни на денешниот самит. Република Македонија едноставно е дел од решението за оваа криза, бидејќи балканската рута поминува низ Македонија, и јас очекувам дека Европската унија ќе направи се максимум во делот на превентивата, во делот на комуникацијата со Турција и со останатите земји кои што се нели како потенцијални земји од кај што доаѓаат мигрантите, да до ова не дојде, меѓутоа ако дојде до нов бран на мигрантска криза, ние соодветно ќе реагираме. Исто така кажавме дека очекуваме конкретна и јасна поддршка на македонските институции, на армијата, на полицијата кои што имаат непланирани трошоци за справување со оваа состојба и очекуваме дека нашите партнери од Европската унија ќе го земат сериозно ова што го кажавме како позиција. Значи, финансиската помош на Република Македонија е повеќе од неопходна. Ние и досега она што го направивме со сопствени средства од нашиот буџет, а средствата се огромни за буџетот на Република Македонија, тие се апсолутно непланирани и јас апелирав да таа поддршка биде што е можно побрза, да биде реална и пропорционална со трошоците кои што ги имаме,
да биде адресирана на владините институции кои што се справуваат со тоа. Се разбира, вклучувајќи ги тука и невладиниот сектор кој што очекува поддршка, меѓутоа акцентот треба се стави реално на оние институции кои што ги трошат средствата и на тие треба да и бидат рефундирани и вратени. Ние не сме против да се помага и невладиниот сектор, тој треба да биде помогнат, меѓутоа трошоците кои што ги прават нашите институции се релевантни и треба да бидат надоместени од Европската унија, бидејќи Македонија со ништо не допринесе да се случува ова нешто кое што троши на дневна база големи суми од граѓаните на Република Македонија. Исто така е договорено ова да не биде последна средба на оваа тема. Предвидено е групи на пониско ниво и на оперативно ниво да се договараат како можат земјите едногласно да настапуваат при решавање на овој голем предвизник, односно со мигрантите. Во тој однос веќе знаеме дека поготово на македонско-грчката граница веќе патролираат полицајци кои ни доаѓаат од Унгарија, Хрватска и Словенија. Ова треба да биде практика и во другите земји. Впечаток е дека изминатава година и пол со првиот мигрантски бран имаше различни ставови и различни пристапи како да се решава ова прашање. Самитот овде во Виена имаше за цел да почне конечно Европа, меѓутоа и земјите од Западен Балкан кои се уште не се членки на Европската унија да работат заедно, бидејќи е тоа доброто на сите. Го слушнавме и македонскиот премиер Емил Димитриев, исто така тој конкретно побара помош од европските земји финансиска за да се покријат оние трошоци кои ги има државата при справување со овој мигрантски бран. Пред почетокот на денесниот неформален состанок Доналд Туск меѓутоа и Аврамополос веќе предвидеа кои ќе бидат контурите на она што ќе се разговара денеска. Предлагам сега да ги погледнеме и нивните изјави. This goal is close cooperation with our partners in the Balkans and Turkey. Today, we should discuss how to improve the effectiveness of our action. We need to confirm politically and in practice that the Western Balkan irregular migration is closed for good. Along the Balkans route, whether they are members or non-members of the European Union, how to address the migration challenge. Migration challenge needs common and European approach. And I'm sure that today, following the debates that will follow, we shall all come out showing solidarity among us. And of course, providing all these human, desperate people with humanity and dignity. As I said at the beginning, it is a very important meeting. Let me tell you one thing. Since we all talk about solidarity in Europe, solidarity is not a la carte. Solidarity and responsibility are basic values and principles. Not only moral principles, but also legal principles, explicitly stipulated in the treaties of the Union. Токму и австрискиот канцелар кој беше и организатор на целата оваа средба во официјалната пресконференција кажа дека солидарноста е она што ја краси Европа, односно и во овие тешки времиња сите земји, членки на Европската унија, меѓутоа и балканските земји треба да настапуваат во еден глас и да се справат со последиците од мигрантската криза, меѓутоа повеќе да најдат механизам како да превенираат да не ни се повторат оние слики што ги имавме на грчките острови, на границата со Македонија, на српската граница и на угарската граница. На крај да резимирам, она што е најважно за Македонија е тоа дека балканската бегалска рута и официјално останува затворена, меѓутоа останува затворена за секогаш. Така што претпоставувам дека сите оние немили слики што ги имавме пред на Гевгелија на земјава повеќе нема да и се повторат.